сакам да знаат гледачите кокав временски период помина од кога им соопшти дека си бремена до денот кога ти известија дека, ако можеш да се сетиш, дека нема да ти го продолжат договорот за вработување. Така, морам да објаснам само дека компанијата во која што работев, тоа е приватна компанија каде што работниот однос со работниците се заснова на договори на определено време кои што Така, се потпишуваат на 1 месец или на 3 месеци. така. Во ретки случаи на 6 месеци, тоа се само за некои да кажам работници кои што имаат долг стаж во фирмата, ти имаат работни договори на 6 месеци, менаџерите имаат на 3 месеци и ние вработените работниците во книжара обично 90% имавме договори кои што ги продолжувавме секој месец. Значи, мене претходно ми беше продолжен договор за работа, дури и држав смени, тогаш беа празници, држав смени доброволно за празници, само да можам нели да ги растеретам другите колешки да бидат во фамилиарен амбиент, во фамилиарно обкружување за време на тие празници, затоа што имам разбирање, тие се фамилиарни жени, јас во тој момент не бев мајка се уште, така што еве некако гледам да излезам пресред. Веќе на почетокот на февруари јас ја соопштив таа одлука, мислејќи дека тоа е една среќна вест која што треба да се сподели настрана од фактот што јас имав прилично стабилна и да кажам блиска релација со самата менаџерка. Значи ние разговаравме за приватни работи, така што јас секако и во приватен контекст неа како на другарка би споделила дека нели има една среќна вест, јас сум бремена и така натаму. Така што јас кога се вратив од лекарска контрола на работа, не можев да дочекам менаџерката да дојде да ја кажам лично, туку се јавив директно по телефон, значи толку бев и возбудена и така натаму да ја соопштам таа вест, ја соопштив таа вест. Од тој момент, значи, почувствував во односот помеѓу мене и неа некој тип на заладување. Знаете кога ќе осетите дека некој се дистанцира од вас? Пробав да направам некаква логична врска за тоа што би можело да биде причината за нејзиното такво однесување. Сватив дека не се десело ништо измеѓу мене и неа, немало прекршување на некој наш договор, не сум направила никаква грешка при работа и сватив дека можеби веста дека сум бремена и направила некоја промена во нејзиното однесување кон мене, меѓутоа не мислев дека тоа ќе резултира со тоа јас да останам без работа. Мислев дека едноставно само криво и е за тоа што ќе треба да одам на трудничко боледување затоа што после 5-6 месеци ќе мора да барат нови работници да ме заменат, дур сум на породилно отсуство. Мислев дека некако веќе си прави планови, можеби има и притисок сега кој ќе најде да ме замени на мое место, иако јас морам да кажам дека се понудив да најдам човек кој што ќе ме замени, значи да не биде дека ја оставам компанијата без ресурси човечки за работа, се понудив да предложам неколку луѓе од мое блиско обкружување кои што знам дека би оправдале мојата препорака и да работат таму неколку месеци додека трае моето породилно отсуство. И тоа е првиот знак што го забележав дека нешто не е во ред со веста што ја споделив за самиот менеджмент и веќе но еве се друго што се случуваше не ми укажуваше на тоа дека ќе останам без работа. Значи периодот беше околу 20 има околу 20 дена некаде од периодот на соопштување на веста дека јас сум бремена до повратна информација дека јас останувам без работа од нивна страна.